Наши приоритети ќе бидат гасификација на Битола за почист воздух на граѓаните, реновирање на детското одморалиште Пелистер и негово повторно ставање во функција за децата од регионот и од цела Македонија како докажана воздушна бања. Изградба на култниот планинарски дом Копанки по европски стандарди, за кој веќе имаме комплетно подготвен елаборат. Ве уверувам дека завршува времето на реваншизам и делење на народот по партиска припадност. Работното место не сме да зависи од вашата политичка припадност или дали сте оделе на митинг или не. Институциите ќе работат исклучиво во служба на граѓаните. Овата влада предводена од СДСМ веднаш ќе го започне циклусот за изградба на стадион во Битола и комплетна реконструкција на спортската сала Младост. Тоа ќе бидат комплекси за развој на спортот во Битола, за поздрав живот на младите, за живот во Македонија. Рек Битола повторно ќе биде столбот на електроенергетскиот систем во Република Македонија. Ќе вратиме ефтината тарифа на електричната енергија. Ефтината струја ќе биде достапна не само во недела, туку цел викенд и дополнително секој ден по 2 часа. Врзуваме пред работниците дека тие ќе ги имаат сите услови за работа и секој час преку време на работа ќе биде платен. За повисоки плати на работниците во Македонија, нивните права и државна заштита, за почитувани и достоинствени работници. Битола ќе има топлификација по примерот на Струмица. Гасификацијата на училиштата и административните објекти ќе ги намали сметките за грајање и до 60%. Заедно со вас ќе го вратиме она што е одземено на нашата татковина, ќе ја вратиме благосостојбата. Главна улога во таа наша мисија ќе има македонското стопанство. Новата влада предводена од СДСМ ќе покажи грижа за земјоделците и вкупното земјоделско производство. Прва и главна мерка се редовните субвенции кои земјоделците ќе ги добиваат тогаш кога им се најпотребни. Драги млади, ни треба вашата поддршка, поддршката на вашите родители, поддршката на вашите баби и дедовци. Заедно со нашиот план да го вратиме она што е загубено во нашата држава, и во Битола, и во Македонија. Да го вратиме животот. Затоа ја бараме поддршката на битолчани во недела на 11 декември да го поддржат нашиот план за живот со заокружување на бројот 4, кој ќе значи подобар живот во Битола, подобар живот во Македонија. Ве повикувам во недела на 11 декември сите заедно да ги направиме промените, заокружувајќи го бројот 4.